Опозицијската СДСМ ја реализира најавата за бојкот на работната група за изборниот законник поради укинувањето на пржинската влада. Двајцата членови, пратениците Оливер Спасовски и Јованка Тренчевска, не се појавија на најавениот состанок, но за тоа не го известиле министерот за правда Игор Филков. По краткиот состанок на кој дојдоа представниците на сите други партии, министерот изјави дека во недостиг на политичка зрелост, СДСМ ја кочи реформската агенда, финансиската помош и европската иднина на државата. Со ваквите нивни, би рекол, крајно срамни и неодговорни политики, реформите се држат во заложништво на тесно партиските интереси, а европската иднина на нашите граѓани во неизвестност. Со досегашното неодговорно однесување на СДСМ и неучеството во работната група за реформи на изборното законодавство директно се загрозени над 4.281.000 евра, а со блокадата на Законот за јавното обвинителство во собранието дополнителни 6.422.000 евра. И според другите членови на работната група, потегот на СДСМ штети на имиџот на државата. Сепак ќе продолжат со работа со седница на 11 мај, со цел, како што велат, да стигнат до поширок консензус. Сметаме дека е незрел потек, бидејќи токму СДСМ беше еден од иницијаторите за измени и подобрување на текстот на изборниот законник. Без разлика дали СДСМ во иднина ќе одлучи да учествува или да не учествува во овој процес, другите политички партии кои што имаат расположение да дадат придонес, да го подобрат изборниот законник, сметам дека имаат и одговорност и капацитет тоа да го направат со што е можно поширок консензус. Ја искрено ќе кажам, не верувам јас во нивните крокодилски солзи за укинувањето на пржинска влада од самиот факт што имавме пржинска влада на претходните избори, па тоа не ги спречи да паднат на историски најмал број на пратеници, значи на 18. Напуштањето на оваа работна група го најави лидерот на СДСМ Филипче откако власта ги поднесе измените на Законот за влада во собрание. Според него државата се уште не е зрела за влада без учество на опозиционери пред изборите и смета дека за таква крупна измена треба да има консензус исто како што беше договорена во 2016.